Компаниите од ТИРС во Штип не примиле ниту еден ученик од средните технички училишта за тие да го спроведат дуалното образование. Соработката со компаниите е неопходна. Ние во овој момент имаме склучено голем број на меморандуми за соработка со компаниите, меѓутоа тука морам да истакнам факт дека постојат компании кај кои што да речеме во еден ден одат 10 ученика, меѓутоа постојат и компании каде што еден ученик оди на практична настава. И тоа се компании кои што припаѓаат на локалниот бизнис сектор или на оние општини во кои што ние имаме ученици кои што доаѓаат од другите општини. Соработката со ТИР зоната во овој момент ни е на едно слабо ниво и се обидуваме преку помош и соработка со МОН да се пробие таа бариера и во иднина и ТИР зоната да прима наши ученици. Соработката, како што реков, е неопходна бидејќи ние учиме средно стручно, меѓутоа теоријата без практична работа е невозможна и имаме повеќе форми и облици во кои што може таа практична настава да се реализира. Искуство со компаниите и јавни институции има и Државното средно училиште за медицински сестри Јане Сандански Штип. Ние како училиште во текот на овие 3 години имаме склучено соработка со околу 30 компании од здравствениот сектор. Морам да истакнам дека соработката е на завидно ниво, но во делот на државните институции, односно тоа се ЈЗУ клиничка болница Штип и ЈЗУ здравствен дом Штип. Од друга страна, дуалниот концепт за образование е многу важен. Овој концепт подразбира креирање на добро обучени кадри кои што ќе одговорат на потребите на бизнис заедницата, како што веќе кажавме. Во проблемот ќе се бара вклучување на Министерството за образование и наука, но и други институции за да се влијае компаниите од бизнис секторот пошироко да ги отворат вратите за учениците од средните технички училишта. На темата дуално образование денес во Штип беше одржана нова координативна средба помеѓу представниците на средните стручни училишта и бизнис секторот.